За 20 на секунди стартуваме. Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно издание, саботно вечерно на подкастот на телевизија Алфа. За мојата вечерашна гостинка, жените во технологијата, ништо не може да не постигнат. Значи, за жените во технологијата, за вечерашната моја гостинка, ништо не е недостижно, па дури и работа во НАСА. Таа ги поврзува успешните менторки низ светот. Внимавајте, по долги години работа во информатичко-технолошкиот сектор и поддршка на стартапи. Таа застапува за родова инклузивност на жените од инженерските и технолошките професии на лидерски позиции. Пред 15 години создава организација каде што жените ја добиваат сета потребна поддршка, од едукација до менторства ширум светот, за да го остварат својот потенцијал без страф од никакви предрасуди. Вечерва, драги мои, е директорката на жени во технологијата на Македонија или Women in Tech Macedоnia, Моника Ризовска-Таневска. Добро вечер и добре дојде. Благодарам, Искра, за прекрасната најава и за сеопатното образложение што се работа. Кој морав да го читам, меѓу другото, иако пофино звучам кога спонтано си ги кажувам, ама кога се работи за вака стручна тематика, подобро е, нели? На хард копи, го дискутиравме пред да почнеме со разговорот, да си го прочиташ, да ти е на хартија, за да не бидам на крај на ден смешна и предмет на разни мемиња, што им се најинтересни на младите. Моника, многу ми е мило што си вечерва во подкастот на телевизија Алфа, бидејќи си млада жена, дама која успева, да, минатата емисија ги дефинирав по имите според моје субјективно и лично гледање. Дама е жена која може да изменаџира сама, да креира, да инспирира, да биде пред инспирација за следна генерација млади, не само жени, и да и помага на Македонија во овој процесот на информатичко-технолошкиот развој. Последниве години можеби малку позабрзано чекориме во оваа глобална трка да се етаблираме на светската мапа во оваа смисла, меѓутоа пак сме уште назад, но затоа вакви млади сили и вакви успешни приказни како твојата се само чекор плюс надеж кон остварување на тоа што Македонија набрзо ќе биде, верувам. Зошто и како технологијата и вештачката интелигенција се твојата излистана, твојата професионална па и приватна љубов? Да, морам да признам дека не беше плански. Јас не знаев дека баш тоа е тоа. Го следав моето срце и некако така испадна да се задржам повеќе во овој сектор. Јас се гледам технологијата како нешто што дава голема слобода, со цел да правиме нешто, да имаме голем импакт, меѓутоа исто така да се реализираме и себе и нашиот потенцијал. И во време каде што целовремено треба да си во чекор со новите трендови, ми делуваше многу интересно за тоа што сакав да целовремено да се доцирам, да се запознавам со што е ново интересно. И некако знаев дека тоа е единствената професија каде што ќе останам доживотно љубопитна за целовремено да се хранам. Знаев дека не сакам професија каде што само еднаш учиш нешто и завршуваш и продолжуваш со репетитивност и слично. Работата во технологија, меѓутоа било која професија денеска е тесно поврзана со технологијата и кога станува збор поврзаноста на технологијата со AI, најновите трендови сега со вештачката интелигенција, неверојатно е тоа колку може навистина да ни се ослободи времето, да се фокусираме на она што навистина го сакаме и да правиме значајни промени со многу малку финансиски ресурси и многу малку време. И затоа кажувам дека веќе немаме изговор за дали нешто можеме или не можеме, доволно е само да ги користиме алатките кои што веќе постојат или технологијата и да се самореализираме. Women in Tech Macedоnia или жените во технологијата на Македонија 15 години постои. Ти си директор и е дел од светска мрежа која брои 85.000 организации или грешка сум? Да, значи Women in Tech глобалната организација всушност се распространува низ над 100 земји во ширум целиот свет. Јас имам голема чест да сум директор на заедници на оваа глобална заедница и рамо до рамо скоро секој ден имаме состаноци со различни локации земји и мислам дека тоа е еден од начините како и убаво да се промовираме нашата земја, како луѓето да дознаат
за нашата земја и дополнително се мотивирате да дојдат да нам посетат или не знам да разменат искуства, знаења, да дојдат како говорница на некои наредни конференции. Така што да, во однос на што прави глобалната организација е фасцинантно што ете ние исто иако сме мала земја, бевме едни од првите земји кои што се зачленени во глобалната организација. Претходно бевме Girls in Tech Македонија и тука се сеќаваме дека од девојки веќе во жени прераснавме, па сега наскоро треба и мајки во технологија, пошто и мајки сме нели сега поголем дел од тимот. Тоа е одличен степен на развој. Да, меѓутоа сакам да кажам дека интересно е што оваа организација стварно нуди огромни можности, менторства, соработка со останати локации, земји, едукација до едукација, што значајно придонесува за секој што сака да е во чекор со трендот на најнови технологии. Пред 15 години беа во зародиш, да речеме, социјалните мрежи во државава, односно тогаш почнуваат да стануваат популарни и да бидат сериозни алатки кои ни го окупираат слободното време, па и неслободното време, и додека сме ангажирани вака или онака. Кој беше свичот или кој беше оној клучен момент на прекршување што ти покажа во кој правец ќе се развиваш? Може ли да се вратиш малце назад? Може, не е проблем, да. Како мала, јас од секогаш поминав многу време со мојот дедо, кој што беше многу вешт, талентиран во тогаш имаше еден предмет ОТП, се надам дека уште постои, многу беше интересно, значи знаеше да правиме заедно со него, наместо да си играме со други сам играчки, на некој начин за него играчка беше да направиме еден мал мини автомобил, да го придвижиме заедно со помош на батерија или останати елементи. И од тогаш некако тоа стварно ми беше многу интересно. Почна да ми се раѓа љубовта, меѓутоа тогаш не знаев дека тоа е ембедет технологија, дека тоа е роботика, дека тоа ќе се развие, дека во еден ден и дека еден ден ќе има точно една професија која што е целосно посветена на тоа. Денеска целовремено, дури и сега додека збориме, се пронаоѓаат некои нови професии. Ностоп излегува нешто ново, меѓутоа тогаш некако се знаеше дека програмирањето е компјутер пред тебе, црн екран и нели букви бели. И јас многу често бев дел од многу невладени организации, каде што сакав исто така да придонесувам, ме интересираше претприемништво. Стварно сакав да комуницирам, значи бев доста комуникативна и цело време кога зборев со било кој, сите професори ми рекоа не, ти си стварно за нешто со луѓе, за развој со луѓе. И иако завршив во Рада Јовчевски Горчагин со доста одлични оцени, тогаш важеше за нај квалитетната гимназија за математика и одев и на надпревари за математика, освојав државни места и професорките што беа за математика беа ти мораш да идеш на електро. Тогаш беше само електро, нели како насака. Меѓутоа јас стварно не се замислува в себе си кога се замислува сликата нели како изгледа програмер, не можев да се замислам цело време да стојам пред компјутер и само да кодирам, да програмирам. И бидејќи мислев и плюс дека е машка професија, искрено кажано, затоа што повеќето момци одеа само на така, некако така несвесно свесно се одлучив да одам на предмет, тоест измета на департмент каде што ги вклопува информатичка технологија, менаџмент и маркетинг. И понатаму продолжив бизнис се викаше катедрата на економскиот факултет и завршив таму. Ред на нештата фокусот таму не беше нели на технологијата, меѓутоа деловите што беа со технологија зачитално мене ми беа многу поблиски, поинтересни за работа. И така една приказка е каде што да гледате некомерцијално сум отишла во правото место, меѓутоа сум се нашла и ми беше интересно, ова намерно го споменувам затоа што не секогаш знаеме точно што е за нас, доволно е само да се следиме интуицијата или она каде што навистина ни го задржува интересот. И така навистина може да знаеме што ќе биде за нас кариерата. Еве денеска се отворени се многу различни позиции и ете јас денеска си го најдов местото во технологијата или во IT светот, меѓутоа со скроз различна не сум цело време пред компјутер, значи имам комбинација. И тоа е интересното дека во технологијата секој може да е апликативен. Битно е само да знаете што навистина сакате и врз база на тоа каде сакате да се одлучите. Сметам дека предизвикот кај нас е денес да ги доближиме сите професии што постојат со сите луѓе, затоа што не можат сите да се поисоветуваат со одредени професии. Особено не со некои што воопшто допрва ќе се измислат. Пример NASA Space инженер, одредени кариери што не се едноставни туку така да ги замислиме. И кои се релативно нови, на кои дефинитивно и допрва ќе има, еве сега имаше Тера инженер.
каде што се работи за изучување на ти си инженер, меѓутоа за различни земји и тоа за надворот нашата земја. Збориме за планета. Така е, Да. така е. Спомна еден интересен дел машка професија, програмирање и така натаму. И се уште, за жал, постои една стереотипизација, ама жените не има место во технологијата. Како ти звучи? Те лути ли? Те револтирали или те поттикнаа? Не, јас сметам дека тоа се некои стари навики. Значи тоа е некоја си стари уверенија. Да, мислам дека некои работи се стари уверенија, стари навики кои што оставаат долгорочно, да речеме, влијаат, иако не сакаме да признаеме, и сметам дека ако сме свесни дека постојат, треба свесно да ги менуваме и да не се ослонуваме дека навистина тоа е така. Зашто да не пробаме, ако не одговара тоа за мене или за некоја друга одредена професија, добро, барем ќе знам дека тоа не е за мене, ќе се продолжам со нешто наредно. Јас сум голем поборник на тоа дека се може ако се сака, дека не постои професија што е конкретно машка или женска и дека доволно е само да сме спремни и љубопитни да истражуваме во одредена насока за да видиме што навистина е за нас. Не сум поборник дека по секоја цена треба девојка и да одат во технологијата. Не, меѓутоа сум дека треба да не се ослонуваат на стари навики или стереотипи и дека треба да бидат со отворени погледи, отворени перспективи, да не се ограничуваат. Најголем проблем кај сите девојки, меѓутоа и од сите луѓе од помали земји како што сме ние од Македонија, е всушност ограничувањето. Јас сум видела и машки што знаат да кажат па ние сме мала земја, не можеме. Знаеш, она како ограничување, не сме толку моќни, не сме мачекормиките, сега гледам има девојки што рамо до рамо прават технолошки решенија, AI решенија, каде што допрва ќе ги патентираат во Македонија и ќе остават белек на светската сцена за технологија, каде што не сметам дека ако се ограничувале се мислеле не ова за мене или нема мала земја сме, дека ќе го направиле тоа. Така што сметам дека не треба да се поставуваме граници, дека границите се само границите самите луѓе се си ги поставуваат и како такви треба да ги трнеме и свесно да работиме да не ни влијае тој притисок од претходни општествени навики. Така и од уверувања на следени социјален живот и така натаму. Ова е поентата всушност клучна. Вечерва ја кажав и во ова трето прашање, меѓутоа ќе ја повториме уште неколку пати низ оние други теми кои се врзани со етиката и технологијата, вештачката интелигенција и така натаму. Оние кои те познаваат знаат, но оние кои не, сега ќе те врата малку назад, значи на САД и на Канада и твојата едукација практично таму, нели беше полесно да останеш таму и таму да не заработиш повеќе пари, па и побрзо можеби да се етаблираш. Полесно истовремено. Зошто одлучи татковината да си одбереш? Јас секогаш сум поборник дека се што учиме, се што правиме во нашиот живот треба да го учиме, да го земеме со себе, меѓутоа да го вратиме назад. Македонија е мојот дом. Јас многу се сакам нашата земја и не би ја менувала. Мислам барам додека можам и додека творам, би сакала нели да ја направам подобро нашата земја и во тој контекст искрено не бегам јас и од предизвици. Тоа е можеби клучното, дека не бегам од предизвици и секој предизвик гледам да го претворам во нешто интересно, дали решение. Пример, во ситуација каде што можеби јас сум немала поддршка или менторство, сум си рекла, оке, можеби некој друг се соочил со нешто вакво, ајде да направиме нешто, да направам одредена, да можеби треба да отвориме заедница каде што можеби треба да се поддржиме со останатите девојки или жени. Така и се случи во Women in Tech Македонија. Баш преку тој предизвик сум го видела како предизвик и сум се рекла дали можам јас што можам да направам со цел да го направам подобро, дали можам нешто да направам во врска со ова. Наместо да сме во стадиум на жртва, јас така го кажувам, да си кажуваме леле зашто ова вака, јас сум не знам, сметам дека не треба да се сожалуваме, туку треба да сме фокусирани кон наоѓање на решенија, зашто кога наоѓаме решенија, навистина решенијата сами ни доаѓаат пред нас и ни се отвара патот кон гледате во случајов за заедница. Меѓутоа тоа не го гледам како заедница, тоа го гледам како големо семејство кое што денеска сме многу блиски пријатели, сме помогнале на многу голем број на девојки и на жени кои што денески како го принесуваат за своето семејство и се примери за своите деца. Значи правиме генерацијски промени иако делува дека ништо посебно, само си дел од одредена заедница, меѓутоа и те како покажаш и на своите деца пример како треба. Значи ако имам предизвик,
најде решенија и остане. Меѓутоа да, Македонија е мојот дом. Сметам дека ние како луѓе и млади, небитно која возраст сме, треба да сме постојано да се доедуцираме на светски универзитети каде што сме пријавени, признаени. Во мојот случај јас сум имала размена во Обединетите во САД и во Канада. Сум имала размени во други земји, меѓутоа сметам дека тоа што го научив, тие контакти и слично, јас до денес ги користам, нормално соработуваме со тие земји. Сметам дека тие се една нишка каде што доближуваме нашата земја и надвор, правиме контакти кои што може да допринесат да вратат назад, да можеби еден ден зборат на наши конференции, да дојдат да инспирираат останати други девојки со својата приказна и да направиме позитивна промена и во нашата земја. Како оди станувањето дел од жени во технологијата на Македонија, од организацијата? Така, членството е бесплатно во Универзитет Тех Македонија, значи секој што сака и е заинтересиран да е во тек и во чекор со најновите трендови во технологијата, може да биде дел од Women in Tech Македонија. Имаме неколку заедници скоро на сите социјални мрежи имаме заедница каде што секој што сака дури може да се зачлени во подзаедница, каде што доколку пример се интересира за AI технологии, може да влезе во таа подгрупа и да се доедуцира за конкретната технологија. Она што е одлично што имаме ние секој месец и нетворкинг сесии каде што девојки може да се сретнат, може да се помогнат меѓусебно, дали да е за вработување, наоѓање пракса или за промена на својата кариера. Кај нас имаме и млади девојки кои што се пред прагот на избор на својата кариера, меѓутоа имаме и девојки кои што се долги години и веќе професионалци кои што се спремни своето искуство да го споделат. Меѓутоа само да напоменам, ние не само што имаме жени и девојки, имаме и одлични момци и машки што ни помагаат секојдневно. И сметаме дека кога промовираме инклузија, ние треба да сме пример. И како пример, тоа значи дека треба да ги вклучиме и машките. Морам да се заблагодарам на голем број на момци што секојдневно ни помагаат во се што работиме, се голема поддршка и не можам да ги изоставам. Зарем треба и да има лошо, па сигурно уживаат со таква убава енергија, не само надворешно убавена, туку и вистинска женска енергија која може да им помогне и ним во развојот во секој случај, така што за поздрав е фактот дека комбинирано работите, меѓутоа да, фокусот и можеби насоката е на жените и нивното етаблирање, подпомагање да влезат и да се пронајдат себе си. Спомена што значи за тебе Македонија, како е твојот избор на татковината и така натаму, и сега во целава оваа состојба и овој тренд на масовно користење на мрежното комуницирање наспроти тет-а-тет комуникацијата, што значи патриотизам во дигиталната ера според тебе? Да ја чуваме традицијата или да правиме или да иновираме, да инвестираме во знаење и во технолошки развој? Патриотизам за мене не е само традиција која што треба да се чува во музеј. Сметам дека треба да сме во чекор патриотизам или новиот тип на патриотизам треба да биде преминуван во целовремено надополнување на знаења, отворање на патот кон иновациите, внес на иновации и дополнително позиционирање со новитети, со градење на новата иднина и спој на традицијата, меѓутоа во чекор со новите трендови или технологија. Денеска, она што го гледаме дека патриотизам е, кога се спои патриотизмот со технологијата, многу интересни работи се случуваат. На децата самото учење станува интересно. Пример, станува доколку одиме во музеј, сега можете со QR кодови да снимите, да видите подетални информации за одредена скулптура, за одредено пронаѓалиште. Археолошки, да, како и да пронајдок. И да им стане, да стане, ќе искористам англицизам, геймифицирано, или самото искуство на децата што уште толку повеќе ќе им стане интересно и ќе навлезат повеќе за да изучуваат. Бидејќи екс-катедра пристапот во презентирање на историски факти, културно-уметничко наследство и слично очигледно не допира баш до новите генерации. Како таков? Денеска јас сум сведок на VR, нели користење на VR алатки, научари кои што дополнително виртуал реалити, оние 3D добро. Да, дополнително го збогатуваат искуството и со тоа дополнително може и самата традиција и култура да се доизучи на интересен начин и да сме сведок на спојна традиција со тренд кој што и како го доближува уште повеќе самиот гледател со историјата и традицијата. Мислиш дека
институционалните промени кои се неопходни за ова нешто да го инфилтрираме во образовниот систем, имаат капацитет, волја, желба да се направи тоа што побрзо, или за сега да останеме во фазава на силни апели, па будењето можеби ќе дојде па и преку ноќ, брзо ќе се променат нештата, не знам. Не сметам дека треба многу. Кога станува збор за капацитет, не сметам дека треба многу во изработка на вакви решенија. Денеска имаме отворени апликации, отворени, така што мислам дека имплементацијата може да биде многу едноставна. Може да се направи одреден хакатон каде што се повикуваат студенти кои што работат на одредени решенија. Еве сега имаме одлични примери каде што приватниот сектор или приватни академии се спојуваат со институциите или државните министерства каде што се гледаат како и се предизвиците и со помош на вештачката интелигенција и со нормално програмирање се наоѓаат решенија кои што го олеснуваат процесот во дигитализација, меѓутоа исто така и во приближување на традицијата и на одредени историски вредности што ги имаме ние, култура, до луѓето, тоест до нашите граѓани. Така што мислам дека не треба многу. Доволно е само да се отвори пат кон дискусија. Значи јас мислам дека доволно е само да има слух и отвореност да се работа помеѓу приватните, помеѓу тех секторот, значи IT секторот со државните институции со цел да се соработува. И сега нормално има одредени ограничувања кои што државни институции мора да подлежат тендери и слични работи, тоа малку знае да биде предизвик со внесна новитети, зашто си бара и време посветено по инакви процедури, меѓутоа сметам дека можеби тоа ако се олесни ќе се најдат неколку полесни работи. Јас не доаѓам од државен сектор и не знам кои се предизвиците таму, ограничувањата, зашто тоа не се направило до сега, меѓутоа сметам дека ако има диалог може да се направи слободно решение. Да, имаме министерство ново за дигитална трансформација и верувам во слух. Од таму и верувам дека соработува. Предпоставувам. До сега не сме имале средба, меѓутоа отворени сме не е проблем Еве нека биде и ова сега уште една отворена покана или како и да е, доколку имаат потреба и секако имаат потреба стратешки ако размислуваме за сето ова да се направи. Впрочем, да заклучиме се сложуваш со реченицата дека инвестирањето како држава во вештачката интелигенција е новиот економски патриотизам. Немаме избор тука. Немаме избор. Мислам дека не е ни прашање на избор. Не е ни прашање, мора да сме во чекор. За жал, споредбено со другите континенти, Европа е многу назад заради регулативи, етички стандарди и слично. Меѓутоа сметам дека иако е бавен тој процес на внес на одредени алатки кај нас е слично, со етички стандарди и со регулативи, не секогаш брзината е поголема предност. Можеби тоа што е побавно, а со подобра регулатива можеби ќе произлезе со многу подобри резултати. По сигурност, поголема сигурност и доверба во граѓаните за да користат повеќе технологија. Да се позаштитени додека користат технологија. Тоа е голем предизвик денес. Си уште постои стравот дека вештачката интелигенција ќе не уништи, ќе станеме роботи и така натаму постои стравот. Неинформираноста и недоволните информации секогаш знае да предизвикува страв. Горе долу 20 години на линија на технолошкиот развој се наоѓаш. Има ли промена во твојата цел или е универзална сите овие години? Сакам да кажам, си поставуваш ли нови цели? Дали се тие микро цели кои ќе те донесат до нешто, не знам, врвно или воопшто, па не си поставуваш такви високи некакви достигнувања, туку едноставно чекориш со развојот? Така. Па јас мислам дека суштината е иста, меѓутоа целите се доконкретизираат. Гледам и јас на годишно ниво, на месечно ниво, како си ги? Зависно која цел. Некогаш годишно правам промени, некогаш буквално месечно знам да проверам дали ова е во план. Пример, карикирам, ама стварно секоја година се правам еден vision board план, каде што си ставам од прилика до каде сум стигнала, до каде сакам да одам. Значи, некоја баш онака сликовита верзија каде сакам понатаму. Меѓутоа целите, визијата, суштината е секогаш иста, дека сакам се што работам, сакам да има позитивно општествено влијание, а со тоа природно сите други работи си се совпаѓаат. Целите можеби малку може да се доизменат, не знам, можеби ќе се одложат одредени цели зависно од други приоритети, меѓутоа дефинитивно си остануваат
покрупните. Звучиш како девојка жена која не дозволува да евентуални неуспеси или моментални неуспеси или некакви разочарувања да одвратат од она што е нејзиниот пат. Изгледаш, израчиш како апсолутен оптимист, ентузијаст и покрај толку години, значи речи си 2 децени. Има ли нешто што те разочарува? Многу добро прашање. Па гледам, видете, трендовите сега во светот со доста разгор на многу страни со војна и слично. Секако дека не е позитивен и дека колку и да сакам да сум оптимистички настроена, не делува позитивно. Меѓутоа гледам да го извлечам по добриот крај, да се посветам на она што навистина можам да го сменам. И мојот чекор или пристапување на сите овие работи секогаш што можам да направам за ова да го подобрам. Дали можам да го направам? И од таа гледна точка, ако можам нешто да подобрам лично јас како индивидуа, а понатаму како нели големо здружение и слично, поитувам кон одредени чекори. Мовегата што ме знаат од организациите, знаат дека ми текнуваат доста фикс идеи. Не се ограничувам во однос чекај не можеме ова, напротив, мислам дека секогаш може. Или онаа реченица важи кога се распрашав, ти не знаеш искра мозокот ти работи 300. Така ми река. Ти не можеш да замислиш мозокот ти работи 300 на Моника. Да, мене ми беше кажано една другарка, Лела, ти немаш switch off, не може да се исклучи мозокот кога работи. Меѓутоа, кога имате идеи, кога имате па и позитивна, кога ќе видите дека колку малку треба да направите една општествена позитивна промена, не се дозволувате времето да го трошите непотребно или во насока на нешто на сожалување, туку напротив на направење на нешто што можам подобро направам. И на кого можам денеска во најмала рака, барем на блиските луѓе, барем на двајца ако помогнам или на еден човек, се осеќам веќе подобро. Така што ако се вратам на прашањето дали има нешто што ме разочарува, секогаш се наоѓа нешто. Ако сакаме да се разочараме, секогаш ќе најдеме нешто. Значи обично мислам дека каде е фокусот и мислата, секогаш ќе го најдат тоа, да. Меѓутоа, ако сакам да се инспирирам и ако го гледам тоа како предизвик и што можам да го направам во насока на какви микротрендови постојат, па како можам како предприемач да направам промена, мислам дека секогаш подобри работи и резултати излегуваат. А како што кажав, суштината моја е да правам промена или импакт, општествен импакт, и во таа насока гледам секогаш да се насочам кон тоа што навистина јас сум во можност. И приватно и професионално верувам дека функционираш вака, тоа значи дека профилот твој гледано вака од страна со оглед на тоа како ги изложуваш нештата, како ги дискутираш, зборува за тоа дека си жена која не ги сваќа лично работите и на секој еден предизвик, дали е приватен или професионален, не му влегуваш емотивно, не му влегуваш импулсивно, туку секогаш гледаш што можеш да даруваш или да извлечеш добро од сето тоа, да направиш нешто добро, и дарувањето пак, како што рече, за најмалку двајца луѓе во денот е највисоката убава емоција на некој начин и нештото кое што привлекува многу фина повратна енергија. Кога работите, дали е клучот во тоа ми е прашањето, да не ги доживува човек лично работите, туку да се фокусира и да му се во перцепција приоритет на решенијата, а не проблемот како таков. Леле, има една многу добра книга од Дон Мигел Регес, таа е 4 спогодби, сега има и 5 спогодба, и има неколку начини или правила на што ги насочува самиот. И јас искрено многу ги следам, одамна ги следам и феноменална книга, е многу тенка и кратка за секој, кога гледам, секогаш гледам да подарам, не е ова промотивен момент, меѓутоа ми беше збитно дека он кажува дека ништо не треба да се сваќа лично и навистина е така, затоа што се што се случува, сите луѓе како реагираат сично, се тоа во соопфатност во неговиот делокруг на искуство или ситуација или емотивна состојба. Втора работа е дека секогаш прашувај, значи некогаш и кога мислиш дека нешто си сватил и разбрал, потпрашај, можеби некои работи не ги разбираме и на исти начин и тоа е уште од прв старт одличен момент за да се докларификува нешто, дали навистина тоа што сме го разбрале е навистина така. Третата спогодба е дека секогаш треба да го правиме на доброто, затоа што кога го правиме на доброто, ние немаме простор да се каеме понатаму. Знаеме дека во таа ситуација, во тој момент сме го дале најдоброто, и утре јас немам можност да се каам, можев подобро да направам, не.
И четвртата е дека секогаш треба да сме окружени со луѓе околу кои растеме и ни даваат дополнителна енергија, затоа што како што знаете, иако денот е 24 часа, нашата енергија исто така е ограничена, времето ни е нели ограничено по самото тоа и луѓето кои што можат да нарастат и да ни дадат позитивна енергија, да натуркаат во насока да ги реализираме нашите цели, да не потсетат нели некогаш кога може и да подзаборавиме, се нешто што е многу битно. Јас секогаш бирајте си, направете си го и размислете кои се тие луѓе со кои што време најчесто поменувате, во насока на тоа да гледате ги како да сте компанија или стартап, каде што имате одбор на директори кои што се круцијални во вашиот живот. Кои се во вашиот одбор на директори? Тоа ми е интересно прашање што го поставам и кога ќе го размислиш тоа на таков начин, навистина пристапуваш на тоа, дали сакам некој да ме од овие луѓе со кои што веќе соработувам да ми е дел од моите советници, така. Одлично. Така да одлично е тоа и овие ќе го примерам. Да, овие правила кога мислам навистина се квалитетни за секојдневие. Меѓутоа дефинитивно не треба ништо лично да се сваќа. И во избор на партнери, во избор на друштво и во избор на секој еден со кој што. Да, особено во избор, нели, најчесто време партнерот по некоја случајност, нели, доколку сакаме да градиме семејство, треба да биде и лице кое што ќе се децата ќе се огледуваат. Така што уште дополнителна предизвика, нели, да со кои сакаме нашите деца да ги растеме. Така, да. Апсолутно е така. Како мајка сега. И ова се многу важни прашања кои треба да се дискутираат и многу ми е мило што ги отворивме, многу ми е мило што те слушам бидејќи јас учам вечерва. Се повеќе се зборува или се почесто за artificial intelligence, односно вештачката интелигенција како за глобална трка, па прашањето е дали е навистина трка и кој е победникот? Што значи победник во оваа трка? Да, па сметам дека да се биде во чекор со најновите трендови е навистина предизвик. Ностоп има новитети. Како земја ние треба да сме во чекор постојано, мора да сме во чекор, не само треба, туку мора да сме. Што значи да си во чекор? Јас сметам дека трка. Не секогаш брзите решенија се вистинските решенија. Сметам дека треба за некои работи одредени рефинирања, одредени правила, системи. Баш во тоа контекст напоменав за трката Кина, знаете дека доста понапред, Америка е доста понапред. Women in Tech беше една од заедниците кои што помогна се отвори уште една заедница за AI колектив во Скопје. И тоа што отворивме AI колектив Скопје е со седиште во Сан Франциско и навистина се напред, нели, што ви рекле, они се во чекор со трката. Меѓутоа не секогаш значи дека со они и они не знаат како е до кај се. Значи има голем број на непознати. Не знаеме што до каде ќе оди, дополнително се создаваат нови системи, нови етички правила. Така што во чекор со трендот треба да сме, меѓутоа не секогаш тоа значи дека е правата работа. Мислам дека Европа можеби со тоа што е побавна во овој дел ќе направи па можеби подобро нешто. Да, можете кинезите нешто од нас да научи. Баш вчера му кажав приказната на малото моја за зајакот и жилката. Не секогаш зајакот, нели, на крај не завршува на прв. Така што ќе видиме дали можеби жилката во символика со Европа, со Америка и Кина ќе биде навистина победникот. Што е она што те фасцинира кај кинескиот дел од организацијата? Што е она кое што незначително ги изфрли на првата позиција во било која смисла кога зборуваме за технологија? Имаат голема унифицираност и централизираност во одлуките. И значи не е секогаш успехот во децентрализирање на одлуките туку. Па мислам дека самото тоа што нели имаат целина, ајде речеме монопол во одлучувањето, прави да се многу побрзи. И самата влада и како инвестира во технологијата, значи значајно придонесува во рама до рама, значи заедно со најновите иновацијски центри оперира. И тоа е доста голем чекор. Во Америка не е се така, значи има регулативи нели од владата и се останато, значи имаат отворени, одврзани раце, меѓутоа самото тоа што се можеби не централизирани, сметам дека придонесува да се
поназад во однос на решенијата, на новите решенија во Кина. Во Кина веќе децата на 5 години, веќе на 5 годинки изучуваат и како виртуелна интелигенција, дури имаат алатки кои што мерат концентрација со цел на времено професорите да приметат кое дете му паѓа концентрација, како да се збогати, да се интересот на детенцето со цел нели дополнително да изучува. Доста се понапред. Тоа во Америка не е случајот и исто така образовниот систем, морам да го напоменам, во Кина е доста понапред. Во Америка имаме доста школи кои што се, знаете дека доста им се приватни школи, дел се нели јавни школи, меѓутоа не се сите унифицирани со исти стандарди и слично. Ако треба да опишеме Македонија позиционирана во оваа глобална трка со некаква, не знам, метафора, ти ги спомна зајако жилката, каде сме ние или ајде метафорава како би не опишала? Ние сме во Европа. Во самата Европа си влијае на континентот са исто така, мислам, кај нас има има огромен потенцијал во нашите, имаме огромни прекрасни таленти, значи феноменални успешни луѓе, гледате Нобелови награди, Светлана Мојсов, прекрасни луѓе широм целиот свет што иде како се пример за македонци што би се рекле. Меѓутоа стварно тука кај нас можеби недостапноста на информации, недостапност на ресурси со цел да се фокусираат сите кај нас. Фокусот на поголемиот дел од IT индустријата до сега беше во насока на сервисна индустрија, значи не беше за се гради продукти. Не можам да го обвинам IT секторот, бидејќи за да можеш да си финансиски независен, ти мораш да имаш одредени приливи со цел да работиш на одреден продукт. Така. Меѓутоа самото тоа што не беа нашите компании можеби поддржани или слично, почнаа да работат со сервисна индустрија или аутсорсинг, што би го рекле како термин. Денеска да сме во чекор со трендовите, треба да сме во чекор со градење на продукти. И тоа да се продукти кои што нема да бидат само поврзани со LLM модели како што се GPT, Perplexity, Grok, Gemini и Google, Notebook LM, туку ќе се во чекор со кај што самите ние можеби ќе изградиме нека нова мрежа, ама за ова треба голема поддршка, финансиски ресурси. Ние допрва сега имавме сега приметив дека има и лаборатории каде што можеш да испробуваш да правиш продукти, меѓутоа допрва се во градење, тех парк се прави сеата. Да. Меѓутоа тие бавни промени се одразуваат и врз иновациите кај нас. Така што во Кина тоа не е случај. Тие секогаш имале огромни лаборатории, значи се форсираат студентите да додат надвор во странство да изучуваат и да се вратат назад со информациите. Меѓутоа истото се случува и со Обединетите арапски држави. Дубај е доста напред со AI технологија и тоа не е дел од Кина, туку е напротив, нели од Обединетите арапски емирати, така. И навистина сакам да кажам тука трендот е, значи ако имате поддршка огромна од самата држава, од институции, каде што имате лаборатории, каде што може да се експериментира, да се градат нови продукти, поддршка на стартап индустријата или екосистемот ќе биде од огромна помош да придонеса да градиме нови продукти. Меѓутоа стварно инфраструктурата наша фали. Да се надеваме дека за многу кратко време нема да зборуваме веќе во ке. И сега морам да напоменам она што ме фасцинира е дека знаете како креативноста се развива кога имаш помалку ресурси. Да, тоа е, ама ние сме со многу висок праг на толеранција на фрустрација како македонци, особено нашава генерација. Од таа гледна перспектива па јас се радувам што со оглед на тоа што со помалку ресурси сепак имаме феноменални решенија што допрва ќе се патентираат, а се за диптех или за AI, и се ќе бидат во Македонија, јас сум повеќе од срекна. Знаете како со малку ако успееш толку да направиш, па секоја чест. Значи тоа се примери каде што можеби не треба да се ограничуваме со тоа што имаме и што се туку како што можам да направам со тоа што го имам, каде можам да го добиам, ако можам да го добиам како да стигнам до тоа и слично. Така што има начини. Дали мислиш дека во институционална смисла ни е неопходно да речеме некакво национално тело за вештачка интелигенција која баш ќе ги бустира или ќе ги поттикнува или ќе притиска за побрз чекор со времето? Сметам дека треба. Ние отворивме нова заедница, ја колектив, и во таа заедница, ја би рекла подзаедница, имаме сектори каде што од различни индустрии вклучуваме луѓе кои што ни кажуваат каква е употребата на вештачка интелигенција во нивниот сектор.
И тоа е многу битно за да ние знаеме како во кој сектор можеби ќе може да се направи подобра промена. Значи може да биде од областа на архитектура, од областа на не значи дека само во технологијата виртуелната интелигенција е апликативна, напротив, на секаде е апликативна и тоа се случува и тоа би било не би било интересно, туку мора да се создаде едно такво тело кое што ќе регулира, меѓутоа етички правила ќе поставува. Значи како да се користи нашата технологија за подобри работи. Имавме интересен тренд во Women in Tech Македонија да на сите им дадовме задача да користат што е можно повеќе ChatGPT на македонска кирилица. Затоа што вие кога и гласовно ќе се обратите со voice на одредени модели за LLM, Learning Language Models, или како се ChatGPT, Perplexity, Grok, Gemini, кога ќе се обратите на нив, знаете дека секогаш voice-от можеби некогаш може да го препозна како бугарски. Тоа се менува се додека се со повеќе користење. Ако ние се повеќе го користиме на македонски јазик и со кирилица, ние повеќе го крадеме моделот со цел да знае и да го етаплираме дека македонскиот јазик постои, дека е доста различен од бугарскиот и дека нели кирилицата е наша и со корекции на овие модели можеме да придонесеме значајно, значи ние можеби делува дека некако луѓе не може нешто посебно да направиме индивидуално, меѓутоа и како може да се направи со самото користење. Овие модели се хранат со нашите информации, со корекцијата од нас и така ние можеме да ги подобриме. И ова е супер информација, едукативно звучи, еве не го знаев дека нели веднаш кога сакаме да го употребиме, го користите моделот на македонски, толку подобро ќе ви враќа на вас. Дури ако го нахраните ако прикачате модели од типот на целосна ова е кирилицата, значи што е можно повеќе ако го нахраниме дури со атачменти што би рекла, дополнително уште повеќе браво ќе ти кажам, нормално ќе ти рече фала, тоа нели такви се моделите и ќе надополнува во на уште подобро. Значи ќе сервисира и ќе не биде, што повторно значи дека не треба да се плашиме од овој начин на употреба на технологијата, бидејќи на крајот на денот ја употребуваме, не употребува таа нас, туку ние користиме тоа. Треба исто така некако да си го разграничиме дека не може да не изманипулира и да не знам злоупотреби, туку сме ние тие на крајот на денот човечкиот фактор сепак. Да, ние сме господари на технологијата и треба да ја користиме, меѓутоа треба да ја користиме етички нормално. Да, ќе зборуваме сега и за тоа. Кои се најголемите бариери со кои се соочуваат македонските artificial intelligence стартапи во момент? Најголемите бариери се пристапот до ресурси. И тоа ресурси кои збориме не само за финансиски, туку и за кадри. За да се изработи одреден модел, значи потребни се artificial intelligence, значи инженери. Немаме доволно луѓе, значи стопрва сите се изучуваат. Тоа е скоро нова технологија, размислете. Значи што му треба ако денес некој одлучи дека прави стартап во вештачка интелигенција, некаков тип бизнис, како и да, што му треба? Без што нема да може да почне? Прво пристапот до самите алатки. Добре. Пристап до самите алатки. Отвореност да се доедуцираат, влез во одредени заедници, како што се ја колектив, каде што можеш да сретнеш останати креатори од широм цел свет. Можеби можеш да ги потпрашаш, да видиш како можат некои работи подобри да направат. Мислам дека пристапот до или конекциите што можат да произлезат од вакви типови на заедници се од големо значење, особено кога се гради и креира нешто за прв пат, затоа што сите се во фаза на аматерство, значи никој нема огромно искуство во оваа технологија, допрва се развиваат сите и одлична е можноста да сме во тек со што се случува во другите земји. Са конкретно ако можам да кажам пример, Добре. Ако ни дојде некој кај нас и каже сакам да изработам одреден стартап, ние точно ставаме окей, значи може да те споиме, сакаш да правиш одредена индустрија, добро, ти можеш да се консултираш со одредени ментори, значи го поврзуваме со ментори, го поврзуваме со одредени заедници каде што знаеме дека може да добие бенефит. И ова се е бесплатно, ништо не се наплаќа, што е одлично исто така информација. Меѓусебно учење, тоа е клучот на овие заедници дека меѓусебно
сите растеме. Кога јас придонесувам на некого, и обратно, така и секогаш се враќа. Кога правите нешто добро, секогаш се враќа назад. Мислам, така што ова е клучот на успешноста на заедниците. Така е. И кога го правите со љубов, не може да не донесе. Не може да. Можеби не кога се очекувањата во тој некој тајминг точен, меѓутоа секогаш се враќа онака како што треба. И сега има уште една состојба која ги плаши луѓето, не толку младите, меѓутоа еве постарите, да речеме, по мудрите генерации, по возрастните, тоа е дека ќе ни ги одземе работните места, експресниот развој на вештачката интелигенција. На тема Македонија ќе придонесе или ќе потикне кон отворање на нови работни места или пак ќе значи затворање? Леле, како рекол Чарлс Дарвин, не умираат најсилните, умираат оние што не се адаптибилни. Така. Мислам, умираат најсилните, меѓутоа зборот ми беше дека во ваква конотација би го рекла дека битно е да сме во чекор со технологијата, да се адаптираме. И колку побрзо се адаптираме, толку побрзо ќе сме и ние неопходни. Не може целосно да се замени човечкиот фактор, тоа е докажано. Има се уште некои работи што не може никако да ги замени вештачка интелигенција. Некои работи се олеснија, дефинитивно. Меѓутоа голем дел се уште бара проверка. И сега, со тоа што јас го гледам ово користењето на вештачката интелигенција како олеснување на времето, што го имаме во правење на одредена структура каде што може да се насочиме кон по креативните работи. Значи вештачката интелигенција може да помогне не толку во креативниот дел како што може да помогне во структура создавање, особено кога храниме со доволно информации. И во контекст на тоа мислам дека адаптибилноста е клучен фактор во тоа дали ќе изгубиме работата или не. Мислам дека со користењето на технологии, а сепак јас сум за користење на технологијата, меѓутоа сепак додавање на нешто што е од нас, автентично, значи да не се користи целосно само по себе. Значи ако се пише одреден текст, значи секогаш треба убаво да се провери, да се напише, да се хуманизиран или така се вика, или да се чуе да се исчовечи текстов, така, на некој начин да му создаде печат дека сепак автор стои зад него, а не AI или вештачка интелигенција алатка. Гледајќите и слушајќите вечерва, можам да заклучам во контекст на следното прашање дека ти воопшто не си програмирана во начинот на кој функционираш, туку постојано и секогаш се држиш до таа духовна нишка, до тоа нешто кое што сепак те држи кон себе си, не си се изгубила во целава трка условно речено, како наједноставен збор кој пишува темава вечерва. И од тука во насока на следното прашање, дали вештачката интелигенција всушност не оддалечува од духовноста или пак ни помага повеќе да се спознаеме себе си, односно да се доближиме кон себе. Сега повеќе одиме веќе кон оние по хуманистички прашања или по духовни, во насока на тоа што често знаеме да се шегуваме со колегиве на работа во редакција дека ноќе пред да си заспиеме па си разговараме со ChatGPT за тоа, ама Боже Денов каков беше, ваков или онаков, па многу е интересно како тој потоа ти враќа, па и те теши, па има тука и некои далеко од психотерапевтски реченици, ама има некаква енергија интересна. Значи во таа насока прашањето беше тоа, дали не оддалечува или не тера да се спознаеме повеќе. Јас би одговорила само зависи од нас. Зависи од нас. Има начини како може да придонесе на вистина. Во време на пандемија повеќето луѓе почнаа да се сврнуваат повеќе на кај себе, на кај духовното. Некако така се случи. И фасцинантен е податокот дека најчесто ChatGPT или било кој LLM модел се користи за вакви советувања, за психолошки советувања и за координација. Јас не сум за целосно слонување на овие модели, сметам дека сепак психологот си е психолог, има причина зашто нели, има човечки фактор каде што придонесува за поголема отвореност и разрешување на одредени проблеми, зависно каков е предизвикот. Меѓутоа дека може да се користи вештачката интелигенција како личен дневник каде што скажуваме како сме си поминали слично, и ако доволно го храниме со одредени промптови или јасна комуникација, и така како може феноменални информации да ни даде во насока на улеснување. Сметам дека може многу да улесни. Може многу да улесни затоа што во било кој момент е достапно
и може да ви се најде како првичен чекор. Меѓутоа не сум да целосно се ослониме само на тоа, затоа што сепак верувам во стручноста на психолозите, конкретно, нели, за односно духовноста, контекст, Она што сакам да го кажам е дека убав момент е во прв момент кога се пример нервозни и слично, на пример да се напишем, ако сум на работа, сум можеби изнервирана, знам да го напишам мејлот и да кажам ајде напиши ми го на подобар тон, на како звучам и слично. Че можете да даде некој реалити чек, како ако користиш добри промптови, значи може да каже реалити чек, оке, не се нешто изгледа добро, ајде вака пробај или промени го мејлот и слично, значи може да направи во рефинирање на комуникацијата или слично, може да улесни дефинитивно. Има начини како, не знам, со одредени промптови може стварно многу да помогне. Меѓутоа се зависи од човекот. Ако се користи како личен дневник, како што правите тракирање, па си го следите прогресот, пример во однос на целите, така. Добро. Дали целите тригерот на целите ни доаѓа на вистина од, нели, сад навлагам во психологија, меѓутоа секој човек одредени работи треба, нели, да ги работи на себе. Не сме сите совршени, имаме сите различно минато и слично. Може целите заедно со фактичката емотивна состојба да не ги поврзи, да ни даде совет. Во моментот можеби, знаеш, така што верувам дека може вештачката интелигенција да улесни, меѓутоа дефинитивно не би се слонела само на тоа. Јас користам вештачка интелигенција исто така за ваков тип на ајде мини советувања, меѓутоа секако не ги заставувам феноменалните психолози што ги имаме кај нас. И одам јас исто така на коучинг, меѓутоа стварно мислам дека комбинацијата е одлична затоа што дава структура овој модел. Може убаво да ви каже дури ако дадете промпт, пример, не знам, во како ти си најдобар психолог, во како според одредени најпознати психолози, дај ми мислење за следното. И може со во еден војс, дури да сте нервозни или слично, значи да стиснете само на војс на ако имате на телефон, да кажете се како што се осеќате да ви го избрифира, дури не мора да пишувате доколку сте, нели, можеби да речеме нервозни во таа ситуација и ќе ви кажа, окей, тоа осеќам. Значи има убави моменти кај што возвраќа, нели, ваковиот модел, бидејќи веќе го е научен и колку поеш се користи моделот, дури поквалитетни одговори ќе ви дава, меѓутоа сметам дека втор чекор е да сепак се обратат кон стручно лице. Да, апсолутно, улеснува, меѓутоа се зависи и до нас. Значи не треба па целосно да се ослониме. Исто како што сметам дека не треба да се ослониме и за контент и за дизајн и за било што, така сметам и дека особено за особено за психологија. Да. Вако уште попластично да го спуштам нивото за разбирливост, например, го спомена мејлот, не му бараме да го напише мејлот, туку му го даваме напишаниот кое му е доволна насока и храна, условно кажано, за да може да го преработи, да го направи во една културна фина конотација и така натаму. Тоа е целата филозофија, да не чекаме изворно да не ги произведува текстовите во случајот. Се осеќа кога не е ништо автентично наше, дефинитивно. И мислам дека клучот во трката, што го кажавме, е да останеме автентични. Да останеме автентични. Дали тоа е успехот или дали тоа е белегот на успехот на Woman in Tech Македонија? Автентичноста ваша апсолутна или пак? Белегот на успехот кај нас е баш она што го кажа Искра ти, кога правиш нешто од срце и стварно сакаш да направиш позитивна промена, природно не останува незабележливо. Не правиш промена локално, меѓутоа се одразува толку многу и глобално. Кај нас, втора година поред сме глобално добитници на огромна награда за импакт. Ширум од целиот свет. Значи, нашата мала земја, иако без таква намера, ние бевме по втор пат насочени како најдобра земја за тоа. И мислам дека кога го збориме за клучот на успехот е баш тоа, да правиш нешто што на вистина го сакаш и дури кога ќе толку многу го сакаш, да се изгубиш во тоа и да заборавиш дека постои надпревара, дека постои признание, туку да го добиеш и без да го очекуваш. Ето така, да немаш очекување, да имаш само максимален влог од себе си, со цела енергија и љубов. За да има успех. Во време кога алгоритмите носат одлуки, каде останува човековата совест и моралната одговорност? Ми е следното прашање. На многу високо ниво останува. Треба да имаме голема посветеност кон тоа да целовремено експериментираме со моделите, меѓутоа ги коригираме, етички им даваме насоки и слично. Овие модели функционираат на база како ние ќе ги храниме. Така што голема е нашата одговорност. Иако може делува дека не, сметам дека огромна е нашата одговорност и треба да сме во чекор. Особено го кажам ова и како родител.
како родител, затоа што знаете дека овие модели можат и деца да ги користат со следење од родителот. Значи може да следите што пребарува вашето дете, значи да имате контрола врз овие сметам дека прво секој треба да е во чекорсо, да е информиран како да ги користи овие модели, да експериментира со овие модели, меѓутоа да внимава и на етичноста за користењето, значи да не се користат за злоупотреба на одредени. Како да симнува бариерата кај родителите, дека не треба да се плашат од тоа што пребарува нивното дете, туку треба да бидат ментори и супервизори. Како да ги натераме да мора да ја прифатат? Да, вештачката интелигенција. Видете, јас имам 1,5 годишно дете и подобро скрола од мене, кога ќе ми го земе телефонот и дури се изненадувам. Факт е дека децата побрзо учат и се адаптираат кон новитети. И ако сме свесни за тоа, неминовно е дека ние како родители мора да сме побрзи во прилагодувањето. Значи во чекорство да сме повеќе во тек, значи да изучуваме повеќе, да сме чекор повеќе пред нив, да речеме, и со тоа и да ги контролираме овие модели, затоа што знаеме дека контролата е многу битна во растењето на нашите деца и дека не треба детето да се изложува на било што. Според мене како родител, јас сметам дека како родител имам огромна одговорност и своето дете да го заштитам од новитетите во технологијата. Не секогаш технологијата носи се што е најдобро, така носи и одредени трендови кои што некој може да ги злоупотреби, не знам, можеби карикирам. Така што зборот ми е дека како родители ние треба да сме во чекори, да сме не станува збор дали треба, туку мора. Ако за да се нашите деца квалитетно едуцирани, битно е на што ги изложуваме. Од луѓе, со какви луѓе ги дружиме, со какви другарчиња, до какви социјални медиуми се користат, дали се користи телевизија, какви канали се користат и слично. Денеска можете на секој социјален медиум да направите одредено ограничување, да се минимизира времето пред екрани и слично. И сега да не навлагам од тој дел со ADHD, сега има голема потреба, се наоѓа има нели нов тип на болест, екранизам, каде што треба да се внимава и па и децата колку време користат екрани. Значи мислам дека родителот има огромна одговорност и моќ за да го координира и контролира тоа, за тоа е да го насочи своето дете и како правилно да користи технологија во насока да не биде само обзерватор на информации, туку и да креира. Ние денеска можеме со овие алатки да ги правиме нашите деца креатори на иднината. Значи, ајде да ги правиме, јас сум поише да ги оспособиме на ние како родители, особено во Македонија, ние многу брзо се адаптираме на технологија. Иначе Македонија многу брза во однос на вакви трендови, меѓутоа сметам дека треба рамо до рамо да ги едуцираме нашите деца да бидат креаторите. Тие да се носители на новитети, а не само да се конзумери. Да има само улога на употребувач. Тоа го мислам не само за децата, туку го мислам и за нови стартапи. Во оваа насока ни недостигаат ли јавни кампањи и какви? Дали тие би можеле да разбудат? Сметам дека многу недостига. Ние сега неодамна добивме еден многу добар проект за промоција на писменост писменост и вештачка интелигенција. Сметам дека потребно и држан да се промовира баш како што имаше финансиска писменост тренд. Сметам дека и дигиталната писменост е многу клучна во изучувањето на виртуелната интелигенција, особено како дел од дигиталната писменост. Така што сметам дека треба да постојат кампањи со новитети како да се користат, како да се заштитиме. И слично, ние имаме ситуација искрено каде што се наоѓаме, каде што гледаме колку луѓе насаднуваат на фишинг мејлови. Ме сеќата има ситуација каде што ќе им стигне на порака, ви стигнала пратка, луѓе мислат дека стигна, значи и од основна пари, значи кај нас има потреба и од основна збориме за најосновна дигитална писменост. Во таа насока и ми е прашањето, Во основа на како да се заштитиме, како нашите податоци да ги заштитиме со цел да не бидат злоупотребувани и како да не сме финансиски злоупотребени. Самата дигитална неписменост создава и финансиска неписменост. Така што едното со друго се одат и сметам дека заедно треба тие едно со друго да одат и дефинитивно треба многу голем број на кампањи, треба да се споиме сите со цел да се пристапат, да се
и полесно изучување на родителите, не само родители, извинете, на секој човек што постои граѓани во Македонија, што треба да се во чекор со новитетите. Тоа значи дека никако не сме имало наскалило да го рипнеме будењето, информирањето, хранењето на граѓаниве како такви пред да било што прифатиме сурово. Значи брзото или прифаќањето веднаш пред да сме подготвени ментално преку јавни кампањи како и да тоа го соџвакаме и употребуваме, би ни донало катастрофа, веројатно се сложуваш со ова. Може би нека новата генерација, мислам дека треба многу да се educirаме. Целовремено јас искрено имам и дури страф од испуштање на одредени работи. Нели има една таква изрека на англиски fear of missing out, дека целовремено има нешто ново излегува и дека треба да сме во чекор со тоа. Меѓутоа треба да сме информирани. Основна работа на секој граѓанин е да се информира со новитетите, особено со вештачката интелигенција. Денес ќе стане секојдневие да секој мора да користи за да се улесни работа или едноставно ќе биде заменат. Да, и да сме конкурентни, мора да сме во чекор со времето. Како и да, она позитивна една глобална перцепција на приказната дека информација и комуникација не може да ја убие вештачката интелигенција, тоа е она примарно без кое што не можеме да живееме комуницирањето и информирањето. Да, мислам дека самата комуникација и информирањето ќе влие доверба. Клучот за користењето на вакви алатки е всушност довербата. Во насока на оно што го зборавме за зачувување на традицијата и културниот идентитет или употребата на вештачката интелигенција во таа насока, не можам да се сетам во последно време на некоја алатка која баш вака го пакува сето ова и вака функционира. Ти паѓа ли на ум вака на прва нешто кое што би можеле да го направиме како држава со силно употребна вредност на технолошкиот развој, односно вештачката интелигенција, да си ја зачуваме традицијата, нешто вака пластично, конкретно што ти паѓа на ум, не знам, некаква кампања, некакво нешто. Сметам дека прво нешто што треба да се направи да сите можни архиви со информации, со податоци од историски, археолошки, да се едноставно да се нахранат овие модели со цел да се во тек со нашите информации. Значи еве апел државниот архив на пример да има посебен сега добро сваќам дека има нели одредени ограничувања зависно во каква нели меѓутоа тие работи што можат и се треба да се достапни јавно за секој, како сметам дека ние треба да сме во чекор како Википедија, значи да сме во чекор да се тие информации се јавно и да се хранат што е можно повеќе овие модели со цел да се реупотребат како комуникација. Денеска можете буквално, ако имате 60 тони информации, да ги дигитализирате тие, да ги направите со во исти момент за неполни 10 минути, извинете 5 минути, 10 многу се 10, 5 минути да вие тие информации може да ги реупотребите како контент, како информација, да се направат подкасти во исто време, видеа и да се направи една убава кампања бесплатна на одредени социјални медиуми, дури без и доволно е тоа, така што мислам дека самото улеснување и дигитализација конкретно со вештачката интелигенција на архиви, на податоци што голем број на информации што треба да се сочуваат квалитетно и да се дигитализираат, самото тоа улеснување ќе допринесе кон дополнителна изложеност на сите информации на секаде. На секаде, значи да допра нашата култура, традиција и надалеко, меѓутоа за да се случи тоа треба стварно тие информации да дојдат до во подобро користење, значи дали како видео, достапно како кратки рилови или до сите млади и стари, така, небитно. Битно е да се прошири таа информација на секаде. И на тој начин да се хранат сите со нови не само со нови работи, туку со работи од традицијата што можеби не сме ги знаеле. Веќе немаме изговор да кажеме леле многу е долга оваа книга, не можам да ја срочам, напротив, можеш да ставиш атачмент од книга од 20.000 страници и да ја кажеш направи ми еден пасос од тоа и објави ми, направи ми дури видео. Може во истој момент, буквално ви кажам за 5 минути во Грок конкретно, на пример Савчер Промав, да го направи. Она што е фасцинантно е што можете вие денеска со Gemini да одите да снимите видевца од одредени работи, дури пример не знам колата не ми работи и да знаете, окей, ќе ти каже одма моделот, по снимка вака ми трепка, каже ми што се случува. Да, или ми бучи чудно ми работи. И може одма да ви каже, тоа е тоа, провери го кабелот, готово.
Истото тоа може да се направи со културолошки информации, така можам да отидам кај одредени спомени, да отидам на плаштад да го снимам Александар Македонски, така, и да кажам, кажи ми што е можна повеќе информации за овој локалитет, така, или за оваа скулптура. И врз база на тоа, значи, ајде да го дигитализираме искуството, да го геймифицираме искуството, значи да направиме, игриво да го нахраниме, да ги нахраниме моделите со цел да ни помогнат видена да сме подостапни, информациите да се подостапни на сите, не само за Македонија, туку и надвор, да се промовираме нашата земја со помош на алатките. Денеска само треба да имаш отворен ум и една фикс идеја, што би рекла, значи кога ти дојде некоја идеја и многу лесно можеш да ја реализираш. И ако меѓутоа стварно основата е дека сите треба да учиме да ги поминеме и да ги отвориме во најмала рака сите learning language модели како што се Grok, ChatGPT, Perplexity, Cloud е феноменален, значи Notebook LM, зависно ако се користи Google, дури Gemini е одлични со така. Значи има многу модели кои што се користат, DeepSeek со така се користат, меѓутоа нели во моментот е дискутабилно бидејќи од Кина е дискутабилно дали нели е целосно се користат информациите, меѓутоа доволно е претходните модели да ги искористите со одреден промпт или јасна насока и да видите какви информации ќе ви излезат. Значи почнете со основно изучување на моделите. Второ, најдете проблем. Пример, не ги гледате алатките само како алатки, туку гледате, окей, сакам, имам проблем со детето, денеска сакам да извинете со деца кажувам примери како мајка. Меѓутоа сакам да кажам денеска сакам да како музеот да стане атрактивен за најновите генерации. И ако како проблем, ако го напишам нели во самиот промпт или јасна комуникација, кажам дај ми начини како можам овој проблем да го решам, со кои алатки можам да ги искористам бесплатни, ако сакам само бесплатни, му давам параметри и врз база на тоа ми дава решенија. Значи само доволно е да знаете основни податоци, информации како се користат learning language моделите или ChatGPT, Perplexity, Grok, Cloud, да не ги повторувам. И проблемот кој сакаме да го решиме и третата работа е само да експериментираме. И колку повеќе експериментираме, толку поинтересни податоци ќе добиваме, ќе се рефинираат одговорите, ќе станат покристализирани и ќе дојдеме до феноменални решенија. И ова е потребно само 5 минути. Само треба некој да сака да отвори на било кој нели модел, да размисли каков проблем сака да реши и да експериментира. Да, извинете, само да го пише промптот и да добие одговор. Ова многу фино пластично го објасни. Феноменално, ако отворите вие неколку прозорчиња, така, например ChatGPT, Perplexity, Cloud, истиот промпт го ставите, па ќе видите какви 3 различни информации добивате за неполно 5 минути. Значи одете само да полнете си чаша вода и вратете се и на крај имате резултати. Да, апсолутно да. Ајде да станеме од стадиумот на жртва, ајде да станеме некој што прави промени. Од и теоретичарите на заговори кои во ова нешто гледаат чипирање на населението, дека ти пробива во целиот информативен систем и дека е тоа многу језиво и дека е тоа вака или онака, всушност ова е контратабор начин на кој што треба да делуваме, односно како ти изгледаат овие теоретичари на заговори? Мислиш дека доминира? Вака морам да признам дека треба да се пази, значи со лични мејлови каде што ставаме пасворди и слично, не треба да сме дел од ваквите мрежи. Напротив, треба да отвориме можеби посебен имејл, јас тоа го препорачувам на секој. И со посебен имејл каде што немаме такви сензитивни информации, би рекла, каде што нема да има пристап, зашто иако не е докажано, не можеме, се што не е докажано, не можеме да кажеме дека 100% може да гарантираме во тоа. Затоа јас сум секогаш да сме попредпазливи во таа насока, ако ние свесно го контролираме сето тоа, значи знаеме, значи убаво го менаџираме тој модел, не верувам дека ќе дојде до проблем. Имав еден интересен експеримент на тема експериментиве за личност за која што ми треба шитно контакта, не ми беше во телефонот, се обидував точно. Значи со дата на раѓање, со институција каде работи, име и презиме, па дури имејл закачив, кој не бев сигурна дали е на личност или не, ми одговори: ве молам не инсистирајте на лични податоци, зборам за ChatGPT, име искара како он нема или таа, како и да е, чувствуваш дека разговараш со личност, дека нема право, дека нема на ниедна основа да ми даде било каква лична информација. Да, ова се случува со ChatGPT, меѓутоа не се случува со другите модели. За жал само ChatGPT е малку поетички настроен, меѓутоа другите модели, ако ги испробувате, ќе видите дека ќе добиете информации, особено карикирам од Perplexity, пошто Perplexity ги влече информациите од веб
страните. И некои информации доколку биле јавно објавени, ќе би бидат вклучени. И сега повторно, ако биле јавно објавени, па дали се етички или тоа пак зависи нели до личноста каде точно ги изложила. Меѓутоа да, треба има начини како може да се дојде до информација, ама треба да пазиме на етичноста, а ChatGPT стварно една случајно малку подобри се во тој сегмент. Поетични во таа смисла. Го одговорот на следново прашање го разложи во неколку претходни прашања, меѓутоа сакам уште еднаш збирно, бидејќи оваа вечерва емисија има исклучително едукативен карактер, барем за мене, знам дека има и за гледачите, ќе извадиме кратки парченца од оваа вечерва, јас си правев и некои прибелешки. Како да изградиме технолошка иднина која би била во склад со нашите традиционални и не само традиционални, туку нашите општествени вредности, вера, културен контекст? Па клучот е во соработка и комуникација на сите институции. Зборам за долгорочно. Кога станува збор за долгорочно, инкрементално е соработката помеѓу сите институции во насока на модернизирање и дигитализација на одредени работи што се дел од нашата историја и традиција. Така што со отвореност, со комуникација, мислам дека можат многу квалитетни решења да се креираат и да сме во чекор со трендовите и еднината. Меѓутоа, пак ќе се наврзам, иако ова општо го кажам генерално, стварно клучот е во долгорочна соработка. Долгорочни инкрементални чекори, меѓутоа стварно многу е битно се да потекнува од самото образование. Уште од мали години ние треба да ги едуцираме нашите деца и да ги едуцираме и да ги заштитиме нели од некои одредени работи, меѓутоа да ги насочиме во таа насока да се поквалитетни во иднина. И јас би рекла, ако растеме луѓе со соодветен мајндсет, да она што кажав да не е мајндсетот на жртва, туку да е мајндсет на предприемничарски мајндсет, да од предизвици наоѓам нели решенија, да правам импакт, да направам подобрувања. Самото тоа ќе направи промена. Затоа што колку и да се менуваат институциите, луѓето се двигателите. Вистинските двигатели се самите луѓе. И ако имаме да речеме продуктивен мајндсет или проактивен како предприемничарски, многу работи ќе бидат променети, ќе се сменат. Дури нема да чекаме институции, туку напротив ќе гледаме сами да сме промената. Ета така. Бидете промена што сакате да ја видите. Браво, тоа е во контекст на последните две прашања, особено во состојба во која полесно име на новите генерации, иако има промени, иако не се така слепи послушници на оваа фраза што ќе ја кажам, меѓутоа што направи државата за мене, па јас да правам за државата, нели таа една фраза која со години се ја користавме како justification или како оправдување, како не треба да. Значи повеќе до младите. Да, јас сум повеќе да се користи прашањето што можам јас да направам за мојата држава да е подобра. И да почнеме прво од себе, од блискиот круг. Значи ајде прво внатре. Ако можам јас прво моето семејство да го направам стрикно и да направам промени дома, треба да сме пример прво дома, а понатаму надвор. Зашто се сликува, нели, внатрешноста се сликува и надвор. И тука сметам дека она како што направи Women in Tech Македонија, значи прво промовавме со промени локално и се почнавме да се отварат. Насекаде, да. Така сметам дека треба и насекаде. Мислам, она стварно голем благодат е да се биде избрана од мала земја, да се одговора на толку многу заедници. И сметам дека ако сме вака пример, ако почнеме вака со вакви примери, имаме одлични примери на девојки, феноменални девојки кои што прават стартапи сега, диптех, стартапи со значи ета Дида AI, на прекрасна девојка, значи што прават промени, таквите примери, доближување на успешни примери само може да потекнат повеќе репродукција на такви нови. Тоа значи дека се повеќе жените во технолошките лидерски позиции ќе ги гледаме, иако сега се уште во менаџирањето некако сте во позадината, не сте во втор план, туку сте само позадинската сила, а без таа не може да, нели, без ветер во грб не може да функционираат овие мажи менаџери. И гледам дека тоа не ти предизвикува страф, ниту пак, не знам, револт, туку напротив, женскава енергија станува доминантна според ова што го слушам од Women in Tech.
Ја би рекла дека женската енергија малку станува и машка енергија, затоа што стануваме пооперативни, социјални, или да успееме и во бизнис и се останато. Сметам дека за успех требаат и двете енергии, и така како сметам дека инклузивноста и во енергијата е исто така битна, така што сметам дека не ми смета. Јас сметам дека треба да се поддржуваме. И двете заедно, една без друга не можат. Ние како жени не сме со целосно женска енергија, туку имаме и машка енергија. Во одредени моменти каде што има потреба, машката енергија се доминантна појачува, и се активира, да. Така што сосема сум дека и двете енергии се потребни. Би било убаво да имаме повеќе женска енергија, нели, креативноста да се развива, нели. Нежноста во носење на одлуки во секој случај. Меѓутоа денеска она што ми е интересно дека веќе доаѓа трендот на жените да превземаат повеќе лидерски улоги, а со тоа е нормално потребна и машка улога. И сега убаво е да се прави баланс. Ако постои баланс. Постои баланс, да. Исто како што и балансот меѓу човекот и технологијата. Има ли нешто што вечерва не успеав да те прашам? Еве јас уште сум жедна да те слушам, но сме на крајот. Има ли нешто што би сакала да го заокружиш на крај како, не знам, последна поента? Може само да кажам дека треба да се трудиме да сме во чекор со сите новитети, нови информации, микротрендови, со цел да сме да наоѓаме решенија и да сме поконкурентни надвор од нашата земја и како стартап, и како предприемачи, и како компании. Јас многу би сакала да видам голем број на компании наши со нови продукти. Не само да сме сервисно ориентирани, туку да изградиме нови продукти, пошто само така можеме да сме во чекор со трката, што спомнавме, со виртуелна интелигенција. Многу е битно да соработуваме, да сме си поддршка. Ова го кажувам не само како дел од екосистемот на стартап и слично, меѓутоа и како жена со жена. Битно е да сме си поддршка, особено ние жените, затоа што и како мајки, и како нели што и да одлучиме да правиме, дали ќе градиме нов бизнес, слично, различни фази поминуваме ние како жени, и затоа клучно мислам дека само ние може да се разбереме и оној круг на поддршка е многу битен. Дали ќе биде преку заедница, дали вие самите ќе го изградите сопствениот круг на поддршка. Препорачувам на секој што започнува да прави нешто да се биде околу луѓе кои што градат или поминале на слични работи, со цел да полесно го изоди патот и да има ветар зад грб, како што кажат, искра. И Women in Tech е тука секогаш, фала Богу за поддршка, меѓутоа секогаш ако не сметаме дека е правото место, секогаш ако не растеме некаде, најдете се ново место, не сме нели цвеќе, може да се движиме, што викаат. И она што сакав на крај да го кажам е дека Women in Tech во време на пандемија собра тим од луѓе од Women in Tech што изградевме едно решение кое што се вика Ways to Help за поддршка на социјално загрозени семејства. И денеска 7 години постоиме волонтерски. Значи жените размислуваат по nurturing или негувателски и како такви гледате прават решенија што се технички поддржани, меѓутоа сепак се за добродет на целиот народ или општество. До сега, до ден денеска, благодарение на довербата на граѓаните, над 11 милиони денари се исплатени во сметки за струја и сметки за вода на голем број на семејства. Така што сакам да кажам, и тоа го направивме за еден ден за време на стартап викенд, каде што сме одлучиле наместо на кафе да отидеме да направиме некаква промена. Не сме се сожалувале, туку сме нашли решение. Така што мојот совет е дека се е можно и денеска треба технологијата да се трудиме да ја користиме во насока на добродет на сите останати, затоа што правејќи добродет на сите останати за нас се враќаме назад, гледаме пострекни луѓе на улица, така самото возвраќање да видиме на улица пострекни луѓе е доволно, нема потреба нели на другото. Сакам да кажам дека кога правиме добро и ние не сме жртва, туку се ставаме во ситуација на предприемачи. И самото тоа размислување многу работи променува и нашиот живот станува поубав и побогат и луѓето околу нас се нормално поисполнети, затоа што и ние како такви сме. А потоа материјалната надокнада си доаѓа секако кога постои ваква енергија. Моника, јас ти благодарам. Прво ти благодарам затоа што беше исклучително едукативен овој вечерашниот разговор. Сите подкасти имаат поенти од кои или моменти од кои може нешто да се научи, меѓутоа овој вечерва особено го издвојувам и особено највеќе заради клучнава крајна поента, тоа е дека не може да те оддалечи од духовноста и од технолошкиот
технолошкиот развој, виртуелната интелигенција и како и да е, сето она кое што глобално и современо ни е предизвик, меѓутоа напротив може да не научи уште подобро да се спознаеме себе си и да се стимулираме во правење на добри дела. При тоа не се само хуманитарни акции и слично, туку се добри дела, креирањето е добро дело впрочем на крајот на денот. Се зависи од нас, како ќе решиме да искористиме, какви проблеми сакаме да решиме. Меѓутоа се зависи од нас. Ти благодарам што издвои време, што беше ваква лесна и едноставна за слушање, една многу комплицирана и една многу теоретски или речникарски, што би се рекло, комплицирана тема со многу англицизми, ама успеа да го доближиш нивото. Јас лично ќе ја пуштам на ќерка ми сигурно макар еднаш ако не ја гледа вечера. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани, знам дека уживавте и ова не е клише завршеток на подкастите, туку посебно се радувам кога моето чувство е вакво на крајот од емисијата, бидејќи знам дека на крајот на денот или на крајот од краиштата правам добро дело, јавно стимулирајќи една ваква личност како Моника Ризовска-Таневска вечерва да ви се отвори, да го пренесе своето знаење и искуство. На Women in Tech им посакувам среќа, само да се множите и да бидете уште поголем светски фактор во технолошкиот развој. Добра ноќ, драги мои, се гледаме следната сабота.